Вработените од јавното претпријатие Комунална хигиена до крајот на годинава ќе добијат К15, но само 3000 денари, што е спротивно на колективниот договор. Директорот на претпријатието потпиша спогодба за исплата на регрес за годишен одмор со председателот на Сојузот на синдикатите. Според донесената одлука, работниците на Комунална хигиена ќе добијат пари за 2016, 2017 и 2018 година. Директорот рече дека сега Комунална била во добра финансиска состојба, а вработените ќе ја добијат оваа сума за предпријатието да можело да остане на здрави нозе. Ние го земавме истиот терк од кој што претходно беше подпишано од јавното предпријатие Водовод и канализација и не сакавме многу да го се опуштиме на повеќе или помалку. 2018 година излеговме со позитива, така да се надевам дека 2019 уште попозитивно ќе сепак зависи од работењето, на намалување на трошоците на јавното предпријатие. Ние сме големо предпријатие со повеќе од 1400 вработени. Првиот човек на Сојузот на синдикатите рече дека прават се за правата на работниците. Ги отфрли сите обвинувања кон него дека потпишувал договори за лична корист и рече дека наскоро ќе имало и нов договор со повисока сума. Сумата не викам дека е голема, но мора некаде да се почне. Значи, наша интенција, како што кажав и тогаш, не е да ги затвориме вратите на нашите предпријатија или да го донесеме во ситуација директорот да понесе спискови за технолошки вишок. Баравме оноа што може да ни го даде директорот не разбра, управниот одбор исто, на нас за 3 години што не ни беше дадено ниту денар, и ние избоксуваме, да кажам така народно, по 50 евра од година. Пак ќе кажам, тука не застанувам, идеме понатамо. Спремни сме да подпишеме нов колективен договор. Предходно дел од синдикатите за Алфа потврдија дека согласно колективниот договор, К15 треба да изнесува 24.000, а не само 3.000 денари за изминатите 3 години. Димовски рече дека не ги признавал другите синдикати, зашто, како што рече, тие не биле релевантни. Не прифаќам ниту една критика, последно не од Зоран Денисиев, кој е председател на Железница, се представува дека е некој председател за нас комуналните предпријатија, што не е вистина. Ние сите произлегуваме од јавните комунални предпријатија, од оваа страна работниците, од оваа страна директорите, и ги си ги чувам исто како нашите куќи што се дома. Реакциите стигна откако председателот на ССМ потпишал документ за исплата на К15 за работниците на Водовод, и тоа дури 8 пати помало од предвидената сума, откако претходно дал согласност директорот на Водовод и канализација Скопје. Колку за потсетување, во колективниот договор стои дека работникот има право на регрес за годишен одмор, и тоа во висина од најмалку 40% од основицата ако работел најмалку 6 месеци во текот на годината кај сработодавач.